Здраво на сите, јас сум Джейлан Велију, а денес во Гласни идеи гостуваат Ангел Димитриевски и Надица Банишка од Еквалис, со кои се запознавме за време на протестите против покачување на цената на електричната енергија во 2020 година, а после тоа имавме заеднички акции како преку социјалниот центар Дуња, така и преку здруженијето Еквалис. Здраво Ангел, здраво Надица, добро дојдовте во Гласни идеи. Здраво. Хвала ви на поканата. Баш ми е драго што сте тука и ќе имаме можност да разговараме. Ангел, би почнале со тебе. Прво за нашите гледачи да биде појасно што значи Еквалис, може да ни кажеш нешто за мисијата и целите и потребата од формирање на такво здружение. Да, значи Еквалис е граѓанска организација која што е формирана во 2018 година од страна на 5 млади луѓе кои што во тоа време живееа некаде надвор Македонија и почнаа да се враќаат назад во државата. Значи, некој тренд кој што не е толку популарен кај луѓето еднаш кога ќе заминат од оваа држава, имаме таков тренд на луѓето да не се враќаат назад и ние се собравме неколку луѓе кои што одлучиле дека сакаат да се вратат и да инвестираат во својата држава и на тој начин ја формиравме оваа организација. Организацијата всушност се залага за три суштински теми кои што ние сметаме дека се многу важни. Тоа е младинскиот активизам, што ние првото поле во кое што работиме, родот и ЛГБТ еднаквоста како сродни теми и медиумската писменост. Но воопшто нашата организација гледаме како простор кој што им нуди можност и на млади, но и на луѓе од повозрастни популации да најдат некое си безбедно место во свет кој што станува се понебезбеден, особено за одредени групи на граѓани. И се обидуваме да дадеме поддршка и помош на различни младински активисти, граѓански групи. Добро што спомнам дека сме се запознале на еден ваков протест, затоа што ние сметаме дека се што ги допира младите и малцинските групи со кои што работиме е прашање кое што е доста широко. Еве дури прашањето поврзано со електричната енергија, ние сметаме дека први на удар ќе бидат или младите, или маргиналните заедници, жените, ЛГБТ и луѓето, дека секогаш попрво последиците од овие случувања ќе достигнат до групите со кои што ние работиме. Еквалис како младинска организација работи моментално не само во Скопје, туку и во други градови во државата. И тоа ни дава на некој начин увид во тоа дека реалностите во кои што групите со кои што работиме живеат се диаметрално различни и тие може да бидат едни во Скопје, сосема други во Свети Николе и други во Струмица, поради тоа што особено тука со нагласок на младите од помалите заедници, просторот да се изразуваат слободно и автентично онака како што тоа може да го прават, например, младите во поголемите градови, е многу постеснет. И ние се обидуваме да креираме таков простор во кој што тие ќе може да пронајдат некаков комфор во својата експресија. Да, супер. Сега посебен фокус имате на младите, нели? Така што пред скоро време ја формиравте младинската мрежа за еднаквост. Зошто, Надица, е битно се мрежуваат младите? Ево, особено кога што кажува Ангел и од различни места низ државата. Така, младинската мрежа за еднаквост, прво за да им представам на гледачите што е тоа. Тоа е мрежа од 18 млади низ цела држава што се собраа заедно преку Еквалис и тие се всушност автономно тело во склоп на Еквалис кои што имаат за цел да се борат помеѓу младите за три тематики. Прво за еднаквост од родова перспектива, за ЛГБТ еднаквост и за меѓуетнички соживот. Сметаме дека младите треба да им се даде платформа и простор каде што се собираат заедно и создаваат некакви колективи, бидејќи веруваме дека живееме во време каде што се повеќе младите се поттикнуваат на тоа да се повлечат во себе. Дигитализацијата секој му ствара простор да може да се живее во свој меур без да биде во допир со реалноста и со останатите негови врсници, и тоа често доведува до младите да не се заинтересирани за случувањата што се случуваат
загрижуваат во нивната заедница, за своите врсници и едноставно стануваат се повеќе и повеќе апатични. Ние веруваме дека апатичноста е многу голем проблем кај младите и токму тоа е она што води кон тоа тие да се иселуваат, води кон тоа да се неактивни во социјалниот, културниот, политичкиот живот во државата и веруваме дека доколку тие би се ислушале меѓу себе, би сватиле дека можеби тоа е нешто повеќе за што треба да се залагаат. И таа апатичност би спласнала бидејќи ќе знаат каква е позицијата на другиот, нема само да се гледаат себе. И мрежата токму тоа ни овозможи, ние сме навистина среќни што во вклоп на мрежата имаме млади од дури 10 градови на државата, што многу влијае на тоа да биде разнолика и да знаеме и повеќе да се зближуваме до тоа кои се, како што кажа Ангел, реалностите на сите млади во државата, бидејќи Скопје е далеко од единственото место. И младите во оваа мрежа за време на тренингот каде што тие всушност оформија мрежата и ги поставија почетоците на нивната работа, ни донесоа многу специфични перспективи на кои што сакаат да работат и ние како мрежа, тие како мрежа прво сакаат да си помогнат меѓу себе, секој на свој фронт да може да изборува победа, но и ние тука стоиме за позади нив со поддршка, со тоа да им помогнеме да ги скоординираме. И младите од мрежата, ние многу сме среќни, има една успешна битка веќе до некаде. Успеа да се организираат за време на периодот пред 8 март, кога имавме за жал пред таков битен празник, многу што не натера да сватиме зошто ни е битен празникот, односно она серија на случаи на родово базирано насилство кои што издегува во јавноста. И Младинската мрежа за еднаквост организираше герила акција каде што ги собира насловите од медиумите за сите овие случаи. Во изминатите неколку месеци се вратија и тоа беа загрижувачки број на случаи и потоа тие ги испринтаа насловите и ги лепеа на места низ градот каде што се видни, повикувајќи на маршот во Скопје, но и во другите градови истовремено се правеше акцијата за да се едноставно се покрене нивото на свесност за овие случаи. И така, преку таа обединетост тие можеа тоа го направат. Ако само една учесничка речеше, ова сакам да го направам и немаше поддршка од другите, немаше да го направи, немаше да успее. Но бидејќи имаше таа мрежа, таа се беше омоќена и се даде простор, тоа што она го имаше замислено како нешто убаво што може да го направи во своето општество, да го направи. И веруваме дека таквите мрежи, таквите можности кои ќе ги добијат младите, ќе ги направат да се поактивни и ќе ги направат да се посвесни и во иднина подобри луѓе и граѓани. Апсолутно да. Добро. Сега освен добрите работи во општеството има и негативни работи, нели? И кои се според тебе најгорливите проблеми во ова општество и држава кои што оневозможуваат слободен развој, да кажем, на индивидуата? Па проблемите се многу широки, меѓутоа јас ќе зборувам од перспектива нели на тоа во контактот со заедниците со кои што работиме, што доаѓа до нас најмногу. Прво, смитам дека во периодот после COVID се многу изразени проблемите со менталното здравје кај младите, иако ние не сме организација која што работи специфично со психосоцијална поддршка на младите, сепак се забележува исклучително голема надразливост и повлеченост на младите во некои важни процеси и ние сметаме дека тоа доаѓа од пандемијата која што створи таков концепт на затвореност, на практикување различни видови на здружување кои што беа поразлични од тоа што се случуваше пред пандемијата. Рака под рака со тоа некако дојдоа сите економски предизвици со кои што младите се соочуваат. Ние забележуваме некој загрижувачки тренд на учество на младите во некои процеси, но тоа е заради тоа што младите денеска мора да се борат за опстанок, буквално мораат да работат на возраст која што е многу порана отколку што сме го забележувале тоа порано, бидејќи и тие и нивните семејства се изложени на многу сериозни економски ризици. И повторно ќе кажам дека тоа се забележува особено во помалите места и особено кај заедници кои што се поранливи на вакви случувања.
Друг голем проблем кој што ние го забележуваме, кој што особено активно се пробуваме да го адресираме е користењето на младите, особено во последно време, како некој си параван на различни антидемократски групи кои што пробуваат да ги користат младите како единки кои што на некој начин се безпомошни, односно нудење на некоја визија дека младите се толку безпомошни да треба да се заштитат или дека возрастните треба да им пружат некаква заштита. Ова особено е нагласено кај различни антиродови групи кои што тврдат дека сите активности кои што се против правата на жените и против ЛГБТ заедницата се со цел да се заштитат младите и нели да се спасат децата, се под наративот на тоа дека треба да се спасат младите. Ние освен тоа што ја гледаме проблематичноста во прегазување на правата на жените, на ЛГБТ и луѓето, тука гледаме проблематичност во тоа дека младите се перцепирани како безпомошни единки. Всушност ние кога работевме на една програма со активистичка една група, ова беше главната грижа која што тие има, дека се чувствуваат како цели групи кои што се организирани против нив да зборуваат за нешто кое што ги засега всушност младите, за кое што младите треба да кажат како се чувствуваат. Имаме цели групи во општеството на загрижени родители, на загрижени религиски фигури кои што кажуваат како во основа младите треба да се социализираат, што е морално, што не е морално. Мислам дека тоа треба самите млади да одлучат како автентично да го прават. И уште еден голем проблем кој што секако се обидуваме да го адресираме во нашата работа е малку надоврзано на ова апатичноста која што доаѓа во некоја многу загрижувачка форма, особено овој период, за политички случувања за кои што наназад, неколку години наназад сме гледале големи мобилизирања, сега гледаме буквално инертност кај цели групи кои што не наоѓаат сила како да се организираат за некои многу важни политички процеси. Тоа го гледаме и во големата заинтересираност на младите да ја напуштат државата и уште позагрижувачки ако ја напуштат државата да не се вратат назад, што мислам дека е поразително за една држава која што на големо останува без ресурсот кој што носи креативност, носи голема критичност во себе, поради тоа што ако гледаме наназад, младите луѓе се оние кои што ги одржувале овие движења и биле најголемиот чувар на демократијата кога станува збор за некои покритични периоди кои што сме ги имале наназад. Апсолутно, затоа и на истекот на историјата најмногу наде се полага во младите, ама еве нашата држава и општество не ги засега тоа. Добро, меѓу толку проблеми, Надица, кои се трендовите на младите кои ги следат? Дали веруваат во колективна акција, колективно дејствување или до тој степен се индивидуализирани? Веројатно, кај секој различно, но еве јас прво ќе појдам од перспектива на јас како млад човек и круговите во кои што јас се наоѓам. Јас верувам дека поради интернетот и поради целата достапност на информации, младите се поинформирани за случувањата во светот и се дефинитивно преплавени со информации, што кај одредени индивидуи веројатно и поттикнува на некој вид на политичка акција и на желба да се направи некоја промена во општеството, но кај други тоа е веројатно некое поразително чувство каде што ќе видиш нешто ново секој ден и ќе речеш уште една ваква вест. Нема надеж во нашава држава. И тоа е за жал мислам дека најсигурниот тренд што може да се рече дека е постоечки кај младите е трендот на исселувањето, желбата за подобар живот, за подобро образование, што сметам дека е многу легитимна желба, дефинитивно, но исто така сметам дека треба да се некако развие тренд на таа желба за подобро образование, да се
донесе дома и тоа добро образование што ќе се стекне во странство, да се потоа со тоа сето знаење да се младите вратат назад во државата и да допринесат до тоа ова да е општество што ќе биде позитивно за сите нас еден ден. Верувам дека овој тренд на иселување е нешто што треба да не загрижуваш сите, не само младите, и треба многу повеќе акцент да се стави на тоа да се спречи и да се развие барем некаков бран на позитивни трендови каде што луѓето ќе се враќаат, ако во најлош случај реално враќаат, најубаво би било да си го пронаоѓаат своето место во општеството тука како што е. Но покрај тоа верувам дека, како што спомнав, сите овие информации што младите ги имаат ги поттикнуваат да развиваат различни трендови и верувам дека различноста се повеќе ја забележуваме кај младите. Јас како човек што се уште искача на сите места каде што искачаат и средношколците, гледам дека различноста е многу поприсутна. Јас кога бев средно немаше толку специфично алтернативни деца низ МКЦ како што има сега. Почнува да се создава диверзитет, почнува со тоа да се некои работи да стануваат поприфатливи. Јас сепак би рекла дека од времето кога јас бев средно до сега, ЛГБТ и младите можат да најдат повеќе простори каде што можат да бидат свои и тоа е дефинитивно позитивен тренд и е под влијание на тоа што ги имаат сите информации, ги имаат сите можности, повеќе можности барем од тоа што ние кога бевме млади, помлади од ова. Но таа разноликост мора да се задржи, да не бидат само младите се тие што се разнолики, но потоа како што гледаш по старите генерации се помалку се разнолики бидејќи младината исчезнува. Но верувам дека било кој тренд може да се нафати и време е да се нафати некаков позитивен тренд и сакам да речам дека имам некое чувство дека во последно време гледам некој поголем ентузијазам за некаква промена кај младите. Некои млади со кои што сум зборувала, некои движења од кои што сум била дел, во последниот период ме тераат да мислам дека има млади што се спремни да останат тука и да се борат за тоа што е нивно, односно нивниот простор и место во своето општество каде што може да бидат свои. Би сакала да истакнам една таква иницијативата Сите за МКЦ, која што произлезе од желба да се зачува нешто драго во градот и произлезе од оние кои што највеќе ги засега оние кои што таму настапуваат, музичарите, уметниците, но исто така и оние кои што се дел од тоа, само со тоа што се присутни на тие настапи, на тие случувања. Но не само тоа, би рекла дека бидејќи сето тоа движење произлезе од голап планина колективот, кој што е музички колектив, кој што се бори за авторска македонска музика, тоа е пример тренд кај младината што не сум ја видела долги години. Нашата музичка сцена никогаш немала толкова желба да биде автентична, толкова поддршка меѓу себе за да има простор и некаква поддршка за тоа да се развива. И ако еден таков тренд, во музиката може да се почне и во било кој друг аспект од животот кај младите, се што треба е да се младите охрабрат и да веруваат дека ќе го најдат начинот, бидејќи тоа често им го кажувам на моите пријатели, во странство, во голема држава, еден глас се губи, ама во Македонија сепак ние сме мало општество каде што тој еден глас може да се чуе. Особено ако неколку се соберат, шансите да направиш промена во нашето општество се многу поголеми отколку у Германија кога ќе отидеш у Берлин на студии. Да, ама тука механизмите државни не се регулирани како во Германија и можат полесно да заглавиш во тие Тоа дефинитивно, но верувам дека и тоа е процес што може да се извлека. Абсолютно, и младите се тие што ја носат таа моќ. Колку и да е тоа огромен притисок да се стави на нив, верувам дека кај да е ќе си го најдат својот глас. Тоест ќе си го најдеме својот глас. Се направи фертен стара јас. Се надевам дека така ќе продолжи се во таа насока како треба, Ангел, да се борат младите за да го досегнат општеството кое го посакуваат. Па, јас мислам дека и воопшто ние во Еквалис сметаме дека секоја борба на било кој начин, во било која форма е автентична сама по себе. Некој пат самото излегување и кажување некоја работа некаде
знае да биде политички акт само по себе. Некој пат самото нешто на себе кога ќе си го каже знае да е политичко и во таа смисла постојат различни форми во кои што ние ги охрабруваме младите да действуваат. Но има дефинитивно начини на кои што поструктурирано се обидуваме да ги адресираме овие работи. Например, во моментов работиме со една младинска група која што го испитува искористувањето на јавниот простор во смисла на тоа како луѓето стапуваат во интеракција сами со себе и со другите во јавниот простор. И тука мислиме на некомерцијална употреба на јавниот простор, значи парковите, малскиот живот и како може да се создаде на интергенерацијска врска меѓу луѓето. Ние организиравме неколку чајанки од една наша програма што ја имавме и буквално на младите им овозможивме да имаат разговори со луѓето со кои што ќе стапат во интеракција и отворивме еден процес да видиме што тоа ќе им донесе на нив и донесе некои многу интересни приказни до кои што дојдовме, како луѓето живеат, што ги мачи, но и самиот процес на стапување во интеракција едни со други беше многу интересен. И целта беше да се испита како јавниот простор може да биде хуманизиран на некој начин и тие работи да се случуваат надвор од некои структури кои што секогаш бараат финанси или економски ресурси каде што треба да се случуваат такви интеракции. И како резултат на тоа сега ќе пробаме да направиме некаква форма на притисок да овој малски живот кој што треба по дефолт да е заживеан во секоја населба во градот, не само во центар или во општина Карпош или Кисела Вода, туку секаде и во секое мало, да добие некоја форма, бидејќи сметаме дека точно овие мали настани во парковите, не знам, филмски вечери, некомерцијални типови на настани се она што може да ги зближи граѓаните, но и не само зближи, туку да донесе една форма на критичко преиспитување на општеството, каде што самите некако органски ќе почнат да се здружуваат и ќе почнат да ги преиспитуваат сите овие процеси политички кои што ни се случуваат, затоа што најдобро е тоа кога ќе се случи на вакво здружување меѓу граѓаните кога ќе дојде само од себе. Да, кај нас се случува во рамки на програма која што ние иницииравме, но целта е нели да добијат овие простори некоја своја одржливост и дека некој од институциите кон кои што ќе ги адресираме овие барања ќе го најде за валидно ова барање дека малскиот живот и дека јавниот простор е многу битно место каде што се случуваат ваквите интеракции. И воопшто здружувањето на младите може да дојде во многу различни форми. Ние порано пред пандемијата работевме со форми на театар, со форми на пеење, хорско пеење, затоа што и тоа не беа, значи, не беа пеачи кои што пеа во нашиот хор, туку беше еден вид на прво просторот кој што го создававме со хорот беше еден вид на внатрешен круг на критика кој што се создаваше, но после тоа и со песните малку покритички ги одбиравме да се изведува на локации кои што се релевантни за таа песна. Постојат различни форми на вакво организирање, но исто така сметам дека таквото организирање треба да биде слушнато од оние кон кои што нели ги адресираме овие барања. Постојат од младински групи и од воопшто групи доста барања во моментов. Јас мислам дека моментално младите не се земени за еднакви во процесите на донесување на одлуки. Многу често младинските представници, младинските организации се викани на средби, на консултации само во завршната фаза, кога се носат некои работи од како веќе се одлучени, буквално сме таму викнати само како декор за некои процеси. И сметам дека ова е проблематично, дека ако некој сака да ги суштински вклучи младите во овие процеси на донесување на одлуки, тоа треба да е од самиот почеток, треба да доаѓа изворно од младите
и да биде понатаму нели проследено низ сите процеси, а не да биде само на крајот кога ќе треба да се појават младите на некоја фотографија со некој нели политички представник за да се каже дека биле викнати и консултирани. Ние ова со младите го работиме во скала на младинско учество и го нарекуваме токенизам и сметаме дека е многу штетно за младите и ми е многу драго што сме ги научиле младите со кои што ние работиме да го препознаваат ова, дека кога некој ќе те викне само за да те викне да ти каже ние одлучивме вака за вас, како процент, дека тоа не е суштинско вклучување и дека ние треба да се бориме против ваквото токенистичко вклучување поради тоа што тоа е штетно за сите, но најмногу е штетно за групите со кои што работиме. Апсолутно, да. И сега постојано зборуваме за борбата на младите, за општеството кое го посакуваат, но не знаеме точно какво општество посакуваат младите. Значи, Надица, какво е општеството кон кое што целат младите, да кажам? Верувам дека тоа е подобар свет за сите. Верувам дека младите веруваат во добрина и дека веруваат дека она кон што треба да се стремиме е едноставно општество кое што е поинклузивно. Не сакам да верувам во тоа дека младите по автоматизам можат да бидат дискриминаторски настроени и верувам дека прво од перспектива јас лично како педагог знам дека младите тоа ако го веруваат бидејќи тоа било наметнато од нив преку процесот на образование, преку личниот фамилиарен живот и затоа сакам да верувам дека доколку условите се такви, образованието е такво што може да ги насочи младите кон позитивна мисла, кон недискриминаторски практики, дека младите дефинитивно ќе се стремат за општество кое што е отворено за сите, каде што секој може да си го најде своето место и може да си живее нормален, убав живот без да биде осудуван, без да биде со пречки на остварување на основни животни потреби. Верувам дека младите се многу свесни за многу од проблемите во државата и токму тоа е тоа што ги одбива да останат тука, но бидејќи се свесни за тие проблеми е голем чекор напред за да можат да действуваат кон тоа општество да е подобро. Верувам дека сакаат да живеат во хармонија едни со други и дека би живееле во свет, во општество, во држава која што може да им ги принуди оние нешта што им се потребни. Не знам, не можам да зборувам во име на сите, но единствено можам да верувам дека тоа се нешта да што ги делиме, бидејќи тоа се човековите вредности кон кои што мора да се стремиме и чим младите се селат, значи дека препознаваат дека општеството нешто не е во ред. Штом препознаваат дека нешто не е во ред, се стремат кон нешто подобро. Така да веруваат во општество каде што можат да си го најдат својот мир и веројатно тоа е тоа што би го сакале и од своето општество дома, па и затоа и го бараат тоа во странство. Благодарам на двајцата за убавиот разговор. Ако сакате да додадете нешто. Благодариме за поканата. Фала ви, да, и вас за поканата, да. Па, благодарам. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.